Гостин во Република ТВ е доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Ќе говориме за Денот на здравјето, чие мото беше "Победи го дијабетесот". Добар ден, доктор Спировски. Добар ден. Зошто Светската здравствена организација оваа година мотото Денот на здравјето да биде го одбра мотото "Победи го дијабетот"? Дали оваа болест зазема епидемиски размери? Па точно заради тоа Светската здравствена организација секоја година промовира во Денот на здравјето по еден здравствен проблем. Тие проблеми може да бидат, да речеме, вообичаени, за кои што се знае, или вакви како дијабетот, кој што ситуација во однос на неговата преваленца, значи на вкупниот број на заболени и на инциденцијата на ново заболени случаи на глобално ниво, па и во најголем број на земјите од така наречениот западен свет или западна цивилизација, добива веќе точно на што го рековте епидемиски размери. Значи бројките растат и не запираат, така што овој ден вака структуриран, кој што го представи Светската здравствена организација, беше во насока да се подигне свеста за дијабетот. Како кај луѓето кои што го имаат, кои што се веројатно најсвесни за тој проблем, така и кај оние кои што го немаат, меѓутоа практикуваат животни стилови кои што промовираат всушност рана појава, доколку организмот веќе тргнал по пат да развија дијабет. Таквите животни стилови промовираат појава на негова презентација веќе во акутна, да речам, или форма која што ќе бара лечење. Дали Институтот за јавно здравје располага со информации за бројот на заболени од дијабетес во Македонија? Да, ние располагаме согласно законските прописи и другите нормативи кои што ги задолжуваат и општите лекари, значи лекарите во примерна здравствена заштита, и секундарните, па и терциерните установи да вршат пријавување. Ние располагаме со податоци. Во суштина, околу 120.000 луѓе во Република Македонија се со дијагностицирана состојба дијабет. Тоа значи, тоа не значи дека сите се лекуваат со лекови, меѓутоа тоа значи дека сите и во некаква форма го имаат дијабетот и имаат интервентни мерки препишани од нивните лекари, со кои што делуваат кон негово контролирање. Кои се ризиците од дијабет кај децата? Ризиците од дијабет кај децата се како и кај возрастните, затоа што добро ви е прашањето кој е насочено кон децата. Ние и во нашата држава, а тоа е и светски тренд, гледаме појава на дијабет кај деца од тип 2. Значи дијабетот тип 2 порано, ние кога учевме медицина, се велеше дека се појавува кај луѓе на 40 години. Сега дијабетот тип 2 се појавува дури кај деца од 8 и 9 години. Имаме такви појави, што значи дека границата на појава на дијабет кој што порано се појавувал во друго време, во друга возраст, сега се појавува многу порано. Така што тоа е алармантна ситуација, а ризиците и кај децата и кај возрастните се слични. Значи животните стилови кај возрастните се доминантни, а кај децата се стиловите кои што возрастните ќе им ги наметнат како животен стил, затоа што децата во тој период на животот не можат сами да одберат како ќе живеат. Тие најчесто јадат оно што јадат возрастните, купуваат оно што купуваат возрастните или нивните врсници, и така и тие се однесуваат и така и ги носат ризиците. Значи, неправилната исхрана, немањето на физичка активност се доминантни ризик фактори за појава на дијабет тип 2. Имаме регистрирано веќе деца од 8 од 9 години кај нас? Кај нас имаме регистрирано на таа Тоа е најмалата возраст. Јас не сум сигурен за таа бројка, меѓутоа од она што го имам разговарано со колегите од педиатрија, од прилика околу 10 години е возраста кој што е регистриран пациент кој што има веќе дијабет тип 2. Може ли да се победи дијабетесот? Дијабетесот прехрабро е кога би рекли дека можеме да го победиме, меѓутоа многу е важно да го контролираме доколку сме го добиле. Значи, за популацијата која што нема дијабет, апсолутно дека дијабетот е победлив, со тоа што ние ќе практикуваме животни стилови кои што нема да му дозволат, условно да речем, на дијабетот да се појави во нашиот организам. Што се однесува за оние кои што имаат дијабет, за нив е многу важно да се прижуваат на советите на нивните лекари. Значи, ние имаме извонредни стручњаци кои што го работат дијабетот, таа проблематика, како на педиатриска возраст, така и за возрастни пациенти. Клучно е пациенти да се придржуваат кон препораките,
да се придржуваат кон животниот стил кој што им е препорачан, да практикуваат доволно ниво на физичка активност, да практикуваат исхрана која што ќе им е препорачан нивниот лекар. Дополнително, доколку пијат лекарства или пак примаат инсулин, значи од таблетарна или инсулинска терапија, апсолутно треба да внимаваат да се придржуваат на препораките и на времето кога треба да ја земаат терапијата. Проблем кај нас е кај пациентите што имаме еден значен број на пациенти кои што не се придржуваат кон препораките за пиење на терапија од страна на нивните лекари. А кои се препораките на Светската здравствена организација? Што можеме да сториме и ние и како држава, но и како единки? Спомнавте дел од тоа што треба да се делот на направи. превенцијата, главните препораки се кон главните ризици. Значи, контрола на исхраната, има една палета на мерки кои што може државата да ги направи, но има и палета на мерки кои што можат самите индивидуи да ги направат. Значи, преголемиот внес на храна со додадени шеќери е еден од главните ризици. Тоа се шеќери, прости шеќери ги викаме, моно и дисахариди, а скоро во сите преработени производи ни ги има. Значи, треба да внимаваме што јадеме, тоа е она што сакам да го кажам. Државата може со мерки на страната на снабдувањето да интервенира, значи на страната на присуството на тие производи, исто има палета на мерки што може да се направи. Луѓето кои што на индивидуално ниво апсолутно на нив останува изборот на тоа што ќе прават. Тоа може да го направат согласно само информирање од релевантни извори нормално. Денеска сме преполни со информации од кои што голем дел се невистините. Значи треба да одберат или да, ако не знаат да одберат, да прашаат. Најдобро е да имаат референтни сајтови кои што ќе ги посетуваат, а тоа се Светска здравствена организација, CDC од Соединетите американски држави и така натаму, кои што даваат препораки за општа популација. И секако тие препораки да ги спроведуваат во дело. Тоа е тоа што потрошувачот, индивидуата, здравата личност може да го направи за да ги намали своите ризици. Дополнително физичката активност е клучен фактор. Многу е важно, луѓето кои што имаат дијабет кажуваат дека со практикување на физичка активност многу полесно го држат под контрола нивото на шеќер во крвта, на препорачаните и на посакуваните вредности, отколку оние кои што немаат. За жал, нашата студија за исхрана, која што во институтот направивме минатата година, покажува дека нивоата на физичка активност, особено на оние нивоа кои што се над 150 минути на умерена физичка активност неделно, многу мал број на популацијата, само околу 10% на популацијата на национално ниво ги практикува. Така што тој ризик мора да го имаме предвид секогаш. Истражувањата токму тие што ги спомнавте покажува дека македонците не се дебела нација, ама се надхранета. Дали се Точно така, само што јас би бил предпазлив со тоа, затоа што се уште не можеме да дефинираме колкав треба да биде процентот на луѓе кои што имаат определен body mass index, па да речеме дека нацијата ни е дебела или надхранета. Немаме уште стандарди на светско ниво за тоа. Меѓутоа дека проблем имаме, треба да бидеме свесни за тоа, затоа што и кај возрастните, и кај децата, просекот на лица со зголемена телесна тежина и со дебелина, значи тоа се дели на две нивоа, меѓутоа ако кога ги гледаме заедно, значи како лица со зголемен ризик, е над просекот, да речеме, на земјите на Европската унија. Тоа е понизок од просекот во земји кои што имаат доста висок процент на дебелина и кај кои што дебелината можете на улица да ја видите, меѓутоа ако се споредуваме со Европската унија, значи земјите кон кои што се стремиме да им се придружиме во една заедница, тогаш нашиот просек е над просекот. Така што дебелината и тој ризик е тука. Важно е да се истакне дека зголемиот body mass index го надмина тутунот како број еден ризик фактор за незаразни болести. Нивоата на пушење и на конзумација на алкохол се во постојано опаѓање на светско, па и кај нас, и на национално ниво. Сега е ред да се справиме со овој ризик, а тоа е зголемената телесна тежина и дебелината, која што во нашиот дел од светот, а и во сите развиени земји, е број еден ризик фактор за појава на незаразни болести. Има ли вистина во тврдењето дека исхраната е половина лек кога станува збор за лекување на дијабетесот? Па јас можеби не сум најквалификуван да одговорам на тоа прашање, затоа што го немам искуството од работа со
еден по еден случај кај пациентите, веројатно колегите ендокринолози тоа можат најдобро да го, и диабетолози можат тоа најдобро да го одговорат. Меѓутоа, она што знам е дека луѓето кои што практикуваат, затоа што тоа на популацијско ниво вие може да го видите во глобалните бројки кои што ги гледате, луѓето со правилна исхрана, прикладна исхрана за нивната возраст и со физичка активност која исто одговара на нивната возраст, се со многу помал ризик за добивање на диабет и многу подобро го управуваат диабетот кој веќе го имаат. Така што, не знам дали можам да речем дека е половина од лекот, секако дека оние кои што земаат лекови во хемиска форма, тие си имаат свое дополнително значење, меѓутоа дека е многу важен, ако не и најважен фактор, тоа е сигурно. Доктор Спировски, јас ви благодарам за гостувањето во Република ТВ. Задоволство.